3 дена по затворањето на комбинатот Југохром, кој е посочуван како најголем загадувач на воздухот во Тетово, PM10 честичките не паѓаат под максимално дозволената граница. Синоќа околу 22 часот биле близу 200, а утрово во 10 часот 100 микрограми на метар кубен. Токму во овој период аерозагадувањето најмногу го чувствуваат и тетовци. Согласни се дека за загаденоста многу повеќе влијае грејната сезона со обраќајот дивата депонија. Прво ја да кажем дека депонијата е, Југохром никако, значи категорички никако, и сабраќајот. Неправилното движење, неправилното идење, стари коли, издувни гасови, влегува да паркира и одеднаш пуша силен газ. Ја мислам тоа е. Депонијата. После сообраќај е многу густ во Тетово, така да со кола тешко се излегува. Паркинг нема, така да проблемот е тука највише. А што мислите, зошто до сега не е решен проблемот? Кој треба да го реши и зошто не се решава? Па се знае татковците или мајките, да ги наречеме премиерот, премиерот не, него градоначалникот на Тетово. Треба преземе мерки. Што направија они? Беше тамо депонијата на друга страна. Сега ја префрлија баш кај што е лебот, прашното, житополот тука е, позади. Аутава и депонијата, Југохром не. Југохром 60 години работил не е. Пошто јас знам се качувам од калите, видите, одгоре од високите места се гледа Југохром каде загадува. Тоа е само депонијава и аутава. Само луѓето, ние сме криви. Секој фрляме каде што ќе стигнеме. Тоа е едно, второ, општината нормално со депонијата. Меѓутоа, жалосно е Југохром да се затвори. Јас као планинар тврдам дека Југохром Тетово не го загадува. И минатата зима, кога комбинатот не работеше 2 месеца, PM10 честичките се искачува и до близу 1000 микрограми на метар кубен. Проблемот со аерозагаденоста во Тетово е присутен веќе со години, период во кој последиците веќе се рефлектираат врз здравјето на граѓаните, а локалните власти речиси не преземаат конкретни мерки за негово решавање.